Понеделничко издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. И по 2 месеци од пожарот во модуларната болница во Тетово, јавноста чека одговори и одговорност. Обвинителството се уште работи на предметот. Се официализира новиот совет на општина Гостивар. Верифицирани мандатите на 29 од вкупно 31 советник. Средното економско училиште во Гостивар воспостави 3-годишна соработка со среднообразовен центар од Турција. И по 2 месеца од пожарот во модуларната болница во Тетово, јавноста чека одговори и одговорност. Обвинителството се уште работи на предметот. Се чекаат извештаите од најважните вештачења. Веќе 2 месеца нем сведок на трагедијата во која животот го загубија 14 лица е опожарениот објект на модуларната болница во Тетово. Изгорениот инвентар е на истото место како и на денот по пожарот. Пристапот е ограничен затоа што се уште се присутни лица од службата за обезбедување. Семејствата на загинатите и јавноста чекаат одговори што се случило вечерта на 8 септември и како изгоре болницата за неколку минути. Одговорност денес побараа од граѓанската иницијатива Подобро за Тетово. Нема детали од истрагата на обвинителството за организираниот криминал и корупција за тендерот и модуларните болници, дали ги исполнувале основните стандарди за безбедност, управување и одржување. До сега немаме конкретен одговор дали болницата имала или не систем за противпожарна заштита. Тоа што меѓу жртвите има и членови на семејствата кои биле принудени да се грижаат за своите роднини, е уште едно кривично дело за кое обвинителството мора да бара кривична одговорност од управата на болницата. Истрагите треба да се спроведуваат без да се штеди никој, на кој и да е држава или партиска позиција. Нулта толеранција за културата на неказнивост. Се додека нема одговорност, во Тетово нема да има спокој. Во основното јавно обвинителство во Тетово досега се сослушани дел од сведоците кои биле повикани, но и лица кои сами се пријавиле. Исказ треба да дадат и од менаџментот на болницата, за да одлучат кои ќе бидат следните чекори во постапката. Обвинителите ги чекаат најважните вештачења на германските истражители за пожарот и на Технолошкиот факултет за градбата. Јавните обвинители кои предземаат действија во насока на расчистување на причините за пожарот во модуларната ковид болница во Тетово интензивно постапуваат. Се очекува во обвинителството да пристигнат извештаите од наредените вештачења, меѓу кои и вештачењето од експертите од Република Германија. Откако ќе се приберат материјалните и вербални докази, обвинителите ќе ги разгледаат и анализираат. Ќе биде утврдено дали и каде постои кривична одговорност, пошто ќе биде донесена и одлука за натамошниот тек на постапката. Досега беше објавен само извештајот на МВР, според кој со вештачењето било утврдено дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор, со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Денес во Гостивар се одржа конститутивна седница на новиот состав на Општинскиот совет. Седницата според правилата ја водеше најстариот член на советот. На дневен ред немаше точка за избор на председател. Се официализира новиот совет на општина Гостивар со мандат од 4 години. На конститутивна седница денес беа верифицирани мандатите на 29 од вкупно 31 советник. 2 члена беа одсудни и нивните мандати ќе се верифицираат на следното состанување. Претходно Општинската изборна комисија им ги врачи уверенијата на избраните советници и на старо новиот градоначалник Арбен Таравари. Во своето обраќање пред советот, тој истакна дека ќе биде отворен за соработка со сите членови, без оглед на нивната политичка припадност. Në fillim më lejoni që t'u auroj mandatin çdo këshilltari të zgjedhur. На почетокот дозволете ми да ви честитам за добиениот мандат на сите членови на Советот, без оглед на тоа од која политичка партија доаѓа. Посакувам, значи, успешна работа која ви претходи во наредните 4 години.
Често пати за време на кампањата сум споменувал дека после 17 октомври доаѓа 18 и после 31 октомври доаѓа 1 ноември, но затоа треба секогаш да имаме предвид дека животот продолжува понатаму и треба да работиме во интерес на граѓаните. Нашата кампања имаше мотото и слоганот сите еднакви, сите гостиварци и јас така ја разбирам работата на Советот на општината. Значи, од тука сакам да испратам една порака до вас, дека за време на овој мандат, мојата канцеларија ќе биде секогаш отворена за вас и ќе имаат соработник кој ќе биде во постојан контакт со вас за сите проблеми, сите ваши барања, сугестии и така натаму, да може да соработуваме во највисоко ниво. Седницата, како што налагаат правилата, ја водеше највозрасниот член, Дашмир Арифи од Движењето Беса. На дневен ред се најдоа само 2 точки – формирање на комисија за верификација на мандати и комисија за финансии и локален економски развој. Советот денес не избираше председател. Советничката група на СДСМ имаше забелешка за ненавремено доставување на материјали и неможност за консултации. Како представник од Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сметав дека и покрај тоа што дневниот ред можеби не можел да биде испратен до сите нас како представници на Советот, сепак пред почетокот на оваа седница требаше да ни биде дадена пауза за координација и за консултација, ако ништо друго, помеѓу нашиот опозиционен блок, како ние би можеле да разговараме и да дискутираме за тоа кој да биде предложен во комисиите кои што сега се на дневен ред. Затоа што сите ние тука сме избрани од народот и сме гласот на народот и сметам дека сите подеднакво треба да ги донесуваме одлуките кои што се означени како за Советот, така и за граѓаните и понатаму заеднички да носиме одлуки кои што ќе бидат за добро на сите гостиварчани. Мнозинството во Советот на општина Гостивар го има Алијанса Алтернатива, заедно со ВМРО ДПМН, Демократската партија на турците, Беса и Демократски сили на ромите. Опозицијски ќе делуваат ДУИ и СДСМ. Средното економско училиште во Гостивар воспостави 3-годишна соработка со Среднообразовен центар од Турција. Ќе се разменуваат искуства и знаења во насока на подигнување на квалитетот на наставата и следење на новите трендови во образованието. Гостиварското економско училиште се збратими со стручното техничко училиште Емел Озгур Субашај од Едрене, Турција. Меморандумот за соработка денес го потпишаа директорите на овие образовни центри кај домакинот во Гостивар. Во склоп на 3-годишното партнерство предвидени се низа активности, размена на искуства и знаења преку студиски посети, конференции, работилници и слично. Целта е подигнување на квалитетот на настава и следење на новите трендови во образованието. Веќе формиравме еден тим кој што ќе биде за координација, каде што ќе се усогласа сите активности кои што се предвидени во договорот. Првенствено тука размена на одредени искуства, во кои што ќе бидат вклучени и учениците и наставниците, ќе имаме можност за преку видеоконференции учениците од нашето училиште со учениците од училиштето во Едрене да комуницираат. Предвидени се и одредени соработки на ниво на размена на ученици, односно посета на наши ученици во училиштето во Одрене и обратно, ќе има можност и наставниците користејќи ја информатичката технологија да споделуваат наставни програми во однос на проширувањето на самите видици во однос на реализацијата на наставата. Гостивар belediye ekonomi lisesi öğrencisine, öğretmenlerine selam. Денес сме во посета на економското училиште во Гостивар и на средба со раководството. Иницијативата за соработка ја имаме уште од 2019 година, но поради пандемијата целата процедура се одолговлечи. Сега тој е одобрен од Турското министерство за образование, како и од овдешната општина, и го официјализираме збратимувањето. Во рамки на овој договор, наши ученици ќе го посетат Гостиварското училиште и обратно. Значи ќе има размена на многу искуства, нови знаења и она што е најважно да се негува и развива мултикултурата. Во Турското училиште и економското во Гостивар има слични наставни смерови, што го прави ова партнерство корисно како за наставниот кадар, така и за самите средношколци.
Во целите на збратимувањето, меѓу другото, стои истекнување на вештини за англиски јазик, со оглед дека меѓусебните комуникации ќе се одвиваат на англиски. Потоа развивање на меѓународна перспектива во рамки на училиштето, поттикнување на учениците во граѓани кои ќе бидат глобално ангажирани, почитување на различности, како и обезбедување на поддршка за ученици преку спонзорство и стипендирање. На Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија денеска беше воведена нова процедура за третман на заболување на хранопровод. Директорката на клиниката, доктор Калина Гривчева-Старделова, истакна дека оваа метода носи големи придобивки за пациентите. Имам чест да се пофалам дека од денес почнавме да работиме една нова метода, која е метода што не се работи во блиската регија, значи со потенцијал да станеме некаков регионален центар, а тоа е радиофреквентна аблација на баретов езофагус, оштета на храноводот, дисталниот дел на храновод. Како почеток го замоливме колегата Иво Бошковски од Гемили болница од Рим да дојде да ни помогне, да провери колку е нашиот ендоскопски тим добар за овакво нешто, пошто треба да сте навистина добри да може да се работи оваа метода. Успеавме, направивме кај првиот пациент, имаме селектирано уште 2 пациенти, така да може да се каже дека од денес Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија официјално почнува да работи оваа метода. Станува збор за преканцерозна болест, која што доколку не е третирана адекватно, настанува канцер. Нема голема инциденција, но јас сум навистина пресреќен што денеска во Македонија, благодарение на професор Старделова и на целиот тим, почна со ваков тип на интервенции. Самата патологија е доста деликатна. Алтернатива е хирургија. Тука ние со 10 минути интервенција со радиофреквентна аблација на хранопроводот извршена е тотална ерадикација на баретов езофагус, тоест промена на слузницата на хранопроводот во метапластична, потоа во дисплазија и така натаму. Ретка патологија, ама е доста деликатна. Двајца малолетници физички нападнати на спортско игралиште во Гостивар. Во акцијска контрола за престигнување спроведена во Полошкиот регион, полицијата открила и санкционирала 36 прекршоци. Вчера вечер во 22 часот и 20 минути, 47-годишникот Гостиварска Топлица во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен син и негов другар околу 18 часот на спортско игралиште во гостиварската населба Малеариди биле физички нападнати од 5 малолетници од Гостивар. Според пријавеното, тие во нападот користеле метални дрвени предмети. Лицата се идентификувани и денеска се повикани во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот, пошто против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 11 часот и 30 минути на целото калиште во местноста Соколец пронашле огревни дрва без жиг, кои по извршениот увид ги предале на шумската полиција за натамошна постапка. Се расчистува и документира случајот. Вчера од 16 часот до 21 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола за брзина, со која се движат возилата во и надвор од населено место. При контролата биле откриени и санкционирани 83 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 51 пречекорувања во Тетово и 32 во Гостивар, од кои 7 за повеќе од 70 км на час повеќе од дозволеното, а 22 за 50 до 70 км на час повеќе од дозволеното. Покрај тоа санкционирани се и 39 пречекорувања во населено место, 17 во Тетово и 22 во Гостивар. При контролата, исто така со соодветни поднесоци, санкционирани се и 5 други видови сообраќајни прекршоци, 1 во Тетово и 4 во Гостивар.
Завчера пак од 10 до 15 часот на Тетовско-гостиварското подрачје спроведена е зајакната контрола за пристигнување, во која откриени санкционирани се 36 прекршоци, 10 во Тетово и 26 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на пристигнување на места каде не е дозволено пристигнување. Санкционирани биле и 10 други видови прекршоци, 9 во Тетово и 1 во Гостивар. СВР Тетово со потсетување до возачите дека на 15 ноември ќе стапи на сила законската обврска за задолжително носење зимска опрема во автомобилите. Секторот за внатрешни работи Тетово значително ги интензивираше планираните превентивни и други активности за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот во зимски услови. Полициски службеници на секторот кон крајот на минатата недела и денеска во Тетово и Гостивар остварија средби, односно одржаа состаноци со представници на локални самоуправи на подрачјето и предпријатија и фирми кои во текот на престојната зима ќе бидат задолжени за одржување на патиштата и тротоарите и ги запознаа со нивните обврски. На состаноците посебно им беше укажано на законските импликации за нередовно и неквалитетно отстранување на снегот од патиштата. Секторот за внатрешни работи Тетово исто така ги потсетува возачите дека за една недела, односно од 15 овој месец, ќе стапи во сила законската обврска за задолжително поседување, односно носење на зимска опрема, која ќе се спроведува до 15 март идната година. Во овој период, согласно Законот за безбедност на патниот сообраќај, возачите ќе треба да поседуваат синџири за снег, соодветни за димензиите на пневматиците на возилото или адекватни зимски пневматици. Оние кои без зимска опрема ќе тргнат на пат ќе се соочат со поднесоци и парична глоба од 45 евра во динарска противредност и ќе бидат исклучени од сообраќај, особено ако се отежнати условите за движење на возилата. До возачите се апелира и тоа да ја прилагодат брзината според условите на патот, особено во раните утрински и доцните вечерни часови, кога обично коловозите се влажни и лизгави и кога е можна појава на голомразица на повисоките места, особено кон Маврово, Стража и Попова шапка. Овде ги завршуваме регионалните вести. Останете со програмата на телевизија Кисиме Нада, затоа што следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски.